Почитувани драги гледачи, добро дојдовте во уште едно издание на Животна приказна. Јас од мојата дневна соба повторно ќе ви посакам топло добредојде и ќе ве поканам да останете пред малите екрани да слушнете уште една интересна и малку поразлична животна приказна. Навистина помина и слушнавте и видовте повеќе од 30-тина. Се надевам дека секој остави некој посебен печат кај вас, а се надевам дека и оваа ќе биде интересна и дека ќе извлечете некоја pouка за она што вас ве интересира секако во животот, бидејќи и тоа е целта на оваа емисија. Јас ќе ви посакам уште еднаш топло добредојде. Јас сум Здравкица Миглич, а вие останете заедно со нас и слушнете кој е мојот соговорник. Роден е во Скопје, живее во Скопје и денеска важи за една од нашите најпознати фитнес тренери. Во животот била и моден дизајнер и манекенка, но љубовта кон фитнесот и бодибилдерството била посилна од било што. Дами и господа, наша денешна гостинка, фитнес моделот Катерина Попева. Како вистинска домаќинка и овој пат ќе посакам добредојде на Катерина Попева во Животна приказна. Катерина, драго ми е што еве малку повеќе ќе се запознаваме и секако ќе ги запознаеме гледачите со твојата животна приказна. Повели, ова е твоето место и како си, Катерина? Одлично, добра сум. Драго ми е, дали имаш некои луѓе кои секојдневно ти се јавуваат рано наутро да те прашаат искрено како си? Да, имам мајка ми најчесто ми се јавува и мојата другарка Нина, која што воедно ми е исто ми води маркетинг и ми е проект менаџер на новиот фитнес клуб. Најчесто се слушам со нејза и клиентите со кои што рано вежбам и работам со нив. Така. Кому ти, Катерина, се јавуваш секојдневно искрено да прашаш како? Па моите најблиски пријатели, мајка ми, сестра ми не живее во Скопје, живее во Барселона, во Шпанија. И чисто да слушнам внука ми, тоа ми го прави денот така поубав, да го почнам со позитивна енергија. Најчесто на моите најблиски пријатели со кои што секојдневно комуницирам. Тоа се луѓе кои што се врзани за твојата работа или? Значи вака, јас во моментов работам со блиски пријатели кои што ми се веќе долги години пријатели. На нив најмногу им верувам, така да сме покрај тоа што сме пријатели, сме и соработници и се слушаме во текот на денот сигурно 10 пати. Бидејќи долго време се занимаваш со ова една, да кажем, необична професија, барем кај нас, колку имаш лични искрени пријатели? Вака, ќе звучи како клише, можеби, дека во последно време светов води во еден многу поинаков правец и сите вредности не се како порано, тоа е факт. Мислам, колку и да звучи како клише, тоа е така. Меѓутоа, јас сум еден непоправлив оптимист и верувам во луѓето и покрај сите лоши искуства кои што сум ги имала до сега, како и сите нас предпоставувам, верувам дека има добри луѓе, искрени луѓе и дека нема лоши луѓе, има само несреќни луѓе кои што знаат во моментот толку може да ти дадат колку што едноставно свеста не има отворена. Тоа е појако од нив. Појако од нив, да. Како што би рекла Марина Говорко, еден наш познат астролог, не се баш дарени за тоа. Така да ги гледам малку друг аспект работите. Верувам во луѓето и имам искрени пријатели со кои што можам да разговарам за многу интимни работи, со кои што можам да им се јавам во, како викаат во 3 сат за ride or die. Да, значи знаеш да ги препознаш вистински. И јас сум таков пријател, мислам, јас сум баш многу верен пријател и ако на некому нешто му треба, апсолутно можеме да побара во 3 часот пополнак, секогаш сум тука. Супер, да се навратиме на твоето детство, родена си во Скопје. Да, така? Родена сум во Скопје, порасната сум во Карпаш 1, учев во, тогаш се викаше 29-ти, после во еден Чернодрински основно училиште. Се дружев со друштво од Млечен, со таа некоја... Се градски луѓе. Да, се градски луѓе. Се дружев исто со некои луѓе од Карпуш, меѓу кои е многу драг пријател и Роберт Бубилов. Во детските денови со него одев и на музичко, завршив нижо музичко и баш на тој период од животот се сеќавам дека со него
си правевме дома мини концерти, свиревме, пошто е мултиталентиран, свири многу инструменти, тој ме пратеше со различни инструменти, јас свирев на клавир, доста научив од него и така фино детство имавме многу. Освен Роберт, имаше некој друг од музичката сцена? Од музичката сцена и се познавам со многу луѓе, се познавам и со Тамара, мислам дека одевме и заедно на солфеж во тие денови. Она мислам дека една генерација, можеби година и пол помало од мене, ама да, се познавам дефинитивно. Мислам се дружиме низ градов, сме искачале и така. Така, како беше детството во Карпиш? Одлично, мислам прекрасни пријатели, прекрасни луѓе. Многу интересно детство имав, многу излегувавме, многу поинаку беше се, мислам дека такво другарување, не знам дали тешко дека ќе се врати. Може ќе звучам се како да сме остареле, меѓутоа тоа е факт. Сепак било пред некои 30 години. Да, ние сме некоја генерација која што го фаќа и оној дел кај што немаше телефони, немаше технологија и го живеавме детството баш на правилен начин како што треба, а воедно и мораше да се прилагодиме на новите моменти на новите генерации во кои што има технологија. И мислам дека на нас најмногу ќе ни фали тоа. И сите тие забави, журки, скачанки, стварно многу безгрижно, многу убаво. Иако си блиску до центарот на градот, беше се безбедно. Се безбедно, апсолутно, да. И скачањето беше поинакво, имаше многу концерти, многу журки, многу евенти, многу културен живот. До сега не дека нема, меѓутоа не е така на тој начин, мислам, како да кажам, културата е сведена на малку пониско ниво. Сега тоа го приметувам во последно време. За жал. За жал, да. Во какво семејство порасна? Порасна во едно прекрасно семејство, сите многу академски образовани луѓе, високо академски образовани луѓе, пола од нив доктори. Мајка ми е матичен лекар, баба ми е беше професорка по социологија и психологија. Она ми беше како втора мајка, не знам, многу научив и така ја засакав и психологијата и работава со луѓе, зашто е многу директно поврзана. Дедо ми исто беше прекрасен човек, беше главен адвокат на тогаш Електропривреда Србија, на електростопанство практично на Југославија. Вујко ми е трансфузиолог и понатаму после војна ми, така натаму сите се доктори, татко ми беше директор по туризам, работеше за Палер Македонија на времето, значи прекрасни луѓе, многу креативни, за тоа свое време биле така, поготово баба ми и дедо ми, од кои што многу сме научиле, така сериозни фраери, со многу добар стил и стварно прекрасно семејство. Твојата сестра со што се занимава? Мојата сестра исто така со уметност се занимава, она заврши исто уметничко, вајарство. Едно време работевме заедно. Јас исто завршив средно уметничко, потоа се запишав во Софија на Ликовна академија на одсек моден дизајн. Откако завршив, работев 10 години како моден дизајнер. Мислам дека на јавност е доста познато тоа, кој ме знае од... И зашто се откажала? Јас не сум комплетно откажана, тоа ми е секако прва љубов, меѓутоа модата отиде во некој правец кој што мене лично не ми се допаѓа. И ако повторно почнам да работам со мода, не би работела веќе таква мода, би работела спортска гардероба, директно поврзана со ова сега што го правам. Добра, а од каде приказната после уметничко школа, после ликовна академија, добра, ајде, модниот дизајн исто така тесно поврзан со сето тоа, меѓутоа од каде целава приказна за нешто сосема поразлично кое можеби и најмногу тебе ти лежи? Вака, мене цел живот ме влечеле уметности, ете музичко, уметноста, како ликовна уметност. Воедно мајка ми исто и црта, ако е докторка, баба ми свиреше на клавир, вујко ми свиреше на гитара. Мислам, ептен сме стварно уметничка фамилија. Меѓутоа, свеста за спортот исто така ми од нив. Можеби нешто што си го носам јас во себе. Цел живот уште од мала сум тренирала различни спортови, сум ги сакала, меѓутоа дете како дете ќе почне на 1, на 2, на 3 спорта, па додека да се пронајде. Од секогаш сум го сакала фитнесот и бодибилдингот, уште од времето сум ги пратела сите овие
бодибилдинг звезди на 60-тите, па понатаму на 70-тите, па на 90-тите, нели, кога има најголема експанзија во фитнесот и бодибилдингот. И ми била, како да кажам, како една неостварена желба дека јас би сакала да се бавам со тоа некогаш во животот. Меѓутоа, тоа било само како една желба, која што понатаму, кога го видов Мирко Петров, Тој беше виновникот за да? Тој беше виновникот, да, заради него почев да се надпреварувам. Понатака соработувавме, беше многу добар пријател и тренер, 7 години ме спремаше за такмичење и ми беше многу голема мотивација и инспирација. И така почна се, така почна приказна. Така, имаше ли предрасуди во тоа време кога почна се занимаваш со ова? Бидејќи не често толку може да се сретнат девојки кои што професионално се занимаваат со ова. Има и сега. За чудо има и сега, покрај сите информации, покрај тоа колку е отворен светот, има и сега предрасуди. Во тоа време поготово, ако видат девојка како крива тегови, тоа е машки спорт, зашто го правиш ова, апсолутно тоа се стереотипи. Мислам, спорт е спорт. Сите спортови, без разлика дали е фитнес, бодибилдинг, тенис, има боречки спортови во кои што се направуваат жени, од тие комбат спортови, кикбокс, карате и така натаму. Едноставно не треба да се гледа така на работите. И во однос на изгледот има спортови во кои што жените се помускулести отколку во фитнес и бодибилдинг. Секој спорт си носи своја рамка на изглед како треба да изгледа и ние ако не изгледаме така не би биле тоа што сме сега, не би биле спортисти. Убавината е во тоа што спортот треба да се гледа на поинаков начин и женственоста на една жена не доаѓа од изгледот, туку доаѓа од натре. Од своето држење, движењето на телото, говорот на телото и од самата личност. Значи, апсолутно нема врска дали има некој мускул или нема, дали е женствен или не е женствен. И тоа е на крајот на криштата индивидуално, нели? Кои се најчестите коментари кои можеби најмногу допирале до тебе? На самите почетоци допирале многу повеќе, сега апсолутно не допираат, затоа што сум изградена како личност, веќе сум и повозрасна, не ги гледам така работите, апсолутно тоа го правам за себе, не го правам за никој друг. Најчесто коментарите биле тоа е машки спорт или ако имаш мускули изгледаш како машко. Или многу пати кога ќе излезам во диско, сум се соочувала со коментари, јас ќе влезам во WC, тие не се свесни дека ги слушам и коментирале леле, ја виделе вика девојка ако излезе ако ти залепи еден шамар. Па после ќе отидам во Веро и двајца дечки разговараат исто на тој начин и јас сум се вртела и сум викала дечки, не знам дали сте прателе бодибилдинг надпревар дека ние скачаме во светкави бикини, на шминкани, на штикли. Значи јас не сум тепач, јас сум спортист. Не нема да се плашите воопшто. Да, апсолутно. Ако ви требам, викнете ме. Да. Мислам, тоа нема врска ни со сила, секако дека ние сме силни поради тоа што сме физички спремни, ама апсолутно нема врска со агресија или со тепање, многу поинаку се гледа на многу тоа. поинаку и стереотипи се тоа, мислам, така да размислуваш во 21 век. Кажи ми, колку време веќе како се занимаваш? Имаш повеќе од 15 години искуство? Да, како фитнес тренер и како конкретно со овој спорт, јас вежбам од 14 години поточно. Така почна се. Научав во средно уметничко, како што кажавме, немавме спортска сала, самата школа немаше, вежбавме во Партизан салата што е во парк и вежбавме таму гимнастика, мислам се што стигнеме и воедно имавме и како задолжително фитнес како предмет и вежбавме во еден фитнес клуб. Фитнес клубот беше на еден професор по физкултура кој што сега предаваше понатаму и на факултет, многу сериозно искусен човек кој што има многу голямо познавање. А тој беше татко на мој соученик кој што учеше со мене во основно и после ми беше на полуматура ми беше партнер, се сеќавам. Тој ме научи да вежбам, ми даде многу голема основа и така на тој начин го засакав спортот. Понатаму продолжив да вежбам фитнес, па после вежбав пилатес
И ми понуди, не знам дали се сеќавате на Ирина Митевска, која што го држеше првото пилатес студио, да. Таа ми понуди да држам часови како инструктор кај нејза. Јас тогаш се запишав на еден курс за бодибилдинг. Значи, ми се јави многу голема желба да научам, не само во пракса, туку сакав и теорија да научам. Така почнав кај нејза пред повеќе од 15 години има. 14 години како го имам брендот Trinity. Значи, јас бев коснивач на тој бренд, партнерски со Јасна Пилатес и она е позната за јавноста. А како надпреварувач 10 или 11 години. Да, веќе сериозна бројка. Сериозна бројка, да. Да, како реагираат твоите родители кога спомена дека сакаш професионално се занимаваш, бидејќи имаше нешто друго позади себе, од моден дизајн, манекенство за кое што ќе зборуваме исто, што прва асоцијација вака човек кој ќе те види некако повеќе те поврзува со тоа, освен ако те погледне поинаку од страна. Како реагира родителите на ова? Моите родители генерално ме поддржувале за се и не ми правеле проблеми за ништо. Ме оставале сама да одлучувам, да носам одлуки во однос на тоа. Да се пронајдеш. Да се пронајдам, биле многу open-minded за тие работи. Кога се запиша во уметничко имаше некоја исто така некои предрасуди околу тоа дека што ќе правиш со уметност, таму учат само наркомани, не знам каква ќе ти биде кариерата и така натаму. И се убедуваа малку да ми ја наполнат главата, меѓутоа секако моите се поинакви луѓе, мислам посебни, поавангардни се и не ми правеле проблеми во однос на тоа. И така и за фитнесот и за бодибилдингот ме поддржале апсолутно до крај. Одлично, многу е важно кога имаш поддршка од дома, да. Еден период, не знам пред колку години точно, се занимаваше и со манекенство. Зошто се откажа од таа приказна? Значи вака манекенството знаете дека за разлика од спортов што го правам сега што нема старосни граници, манекенството има, се почнува многу мал. Јас тогаш имав 14 години. Ми требаше дозвола од мајка ми за секое патување, за секоја сесија, за секоја ревија. Таа некоја најголема експанзија ми беше од 16 до 18 години. Јас и понатака работев на некакви проекти кај што ме најмуваа или дизајнери. Меѓутоа не знам, апсолутно не ми се допаѓаше некако тој свет мене лично. Иако морам да признам дека многу слично со ова што го правам сега. На различен начин, ама многу слично. Значи, од фотосесии, од тој спотлайт во кој што излагаш, до начинот на исхрана, режим, на живот, е многу слично. И тоа мислам дека ми дала една подлога за тој спотлайт, за бината, за таа естетика, за фотосесиите. Интересно искуство беше, имаше и некои избори на кои што учествував. Баш не знам, тоа е времето кога беше Маја Сашак. Кога беше Маја Сашак, да, заедно бевме со нејза на избор. Потоа подпишав некои договори за во Милано. И зошто не замина за Милано? Па имав некои фотосесии што ги правев, ама се одлучив дека не сакам, дека ќе останам тука. Не знам, мислам дека бев многу млада. Дека не бев се уште на тој начин формирана, спремна. Скрос некој друг правец одбрав, ме интересираа некои други работи, уметноста повеќе ме интересираше, сакав да бидам моден дизајнер. Ете тоа ми беше. И тоа ми се оствари, го реализирав понатака. Што е исто така поврзано, така да сите тие работи. Да, се е некако тесно поврзано, а различно. Да. Се работи на изгледот, и со едното и со другото, меѓутоа главната цел она што го носиш однатре, мислам тоа што го презентираш како човек. Така, бидејќи имаш долги години искуство со ова што го правиш, колку се повеќе имаме свест, особено девојките да се занимаваат со една ваква професија? Сега во светот се повеќе и повеќе има девојки кои што сакаат да се бават со оваа професија. Кај нас се уште не е баш така. Баш поради тоа што не се поддржани од средината, не се поддржани од родителите, младите малку поинаку гледаат на работите. Можеби не се едуцирани доволно. Не се едуцирани доволно, иако има многу интернет, многу информации, не се користат соодветните информации. Исто така имаат предрасуди дека ќе бидат осудувани за овие работи кои што ги зборавме претходно.
Јас се што екстремно ме интересира и не ме интересира мислењето на другите. Мислам, јас сум таква уште од мала и секогаш кога имам некоја цел се остварувам. Тоа им фали на младите, не треба да слушаат јавноста, не треба само така се успева, бидејќи општата јавност за се ќе каже нешто. Секако ќе имаш некоја критика, се на некој на нешто ќе му смета, поготово оваа средина. Тоа сум го научила, мислам тоа можам и да ми го порачам како една. А и секој е чудо за 3 дена, нели? Секој е чудо за 3 дена, исто така има еден менталитет кај нас кој што јас лично го имам приметено не само кај жените, туку и кај машките натпреварувачи, дека овој спорт е многу тежок, многу е захтевен, значи бара 24/7 посветеност да ти биде комплетен лајфстайл. Имаат еден проблем. Извини, не ти е криво некогаш што можеби се откажуваш од некои свои други задоволства и даваш толку голема жртва? Или не, толку не го многу те гледам тоа исполнува така. и... Многу ме исполнува и јас не сум натпреварувач кој што се затвара дома и го прави само тоа. Многу сум социјална, излегувам, само што за разлика од другите не пијам. Или не јадам мрсна храна, меѓутоа толку сум одвикната од такви работи, мене тоа ми е стварно животен стил. Да. И можам да се забавувам апсолутно без никакви без алкохол и така натаму. Мислам, општава јавност тука ако не пие алкохол, Не знае да се забавува. не знае да се забавува. Имаат проблем младите со не знаат да губат. Сакаат да излезат на натпревари веднаш да се први на светско, први на европско. Јас како би кажала it doesn't go that way. Значи треба да се изградиш како атлета и треба да застанеш некој кога е подобар од тебе да знаеш да изгубиш дури и кога не е, ако има некоја неправда во судењето, што во секој спорт ја има апсолутно. Поготово што овој спорт е доста субјективен и некогаш многу субјективно се суди. Треба да имаш желотник за сето тоа да го издржиш. Да. Така, кога досега во животот ти ја доби најголемата шлаканица на некој начин? Значи, можам да кажам дека сите шлаканици кои што сум ги добила во животот биле многу големи лекции и не во однос на ова што ми се случи не биле толку страшни. Конкретно? Да, конкретно кога се работи за здравје, ако не сме здрави, немаме ништо. Отидов на кожен лекар, поттикната од мојата докторка Ирина Димитровска, која што е началник на 8 септември на кожна и ми е исто така и вежбачка, клиентка, да провераме на бемка која што имав на главата и искочи дека е меланом. Значи, не знам тоа колку е познато за јавност, ама тоа е рак на кожа, беше во почетна фаза и многу се уплашив и од тука па натаму комплетно ми се смени мајндсетот. А кога се случи тоа? Ова пред 6 години. Да. Тоа беше една огромна шлаканица за мене, еден огромен wake-up call. Дека толку е се пролазно, дека апсолутно ништо не е перманентно, дури ни ние. Дека толку многу ги земаме здраво за готово работите, дека се нервираме апсолутно за глупости. Како што би рекла војна ми наш баш кога би во средно, плачам за дечко и она ми вика леле колку ти ги сакам овие сладки маки. Да. И во право апсолутно, мислам тоа се стварно убави работи. Тоа е една шлаканица и сега втората шлаканица беше смртта на татко ми ова лето. Ова лето беше лудо турбулентно за мене, бидејќи ми се случува и најубавите и најнеубавите работи одеднаш. Не сум знаела дека да изгубиш родител е толку страшно. Па некако на сите ни оваа година лоша, можеби Да, од почеток да. е уште не е завршена, но Не е завршена. се надевам дека нема Да, се да. заврши лошо. Да, од што почина твојот тато? Татко ми почина од карцином на дебело црево, боледуваше повеќе од 8 години, беше добар, беше во ремисија 7 години, потоа повторно му се јави и така. Мислам, стварно многу страшно, не верував дека толку ќе ми фали, баш сега пред некој ден ми оставил некои работи, некои антиквитети, некои интересни предмети кои што се негови лични, баш ги разгледував и така малце ми Бевте се блиски? врати. Па да, на свој начин да, мислам, не знам сега колку јавноста знае, моите беа разведени, уште од кога сум била мала, од кога сум била родена, меѓутоа јас и татко ми се дружевме, да. Бевме блиски, бевме Колку години окей. имаше кога се разведаа твоите родители? Па мала сум била бебе. Мала си била? Да, мала.
Некако, кога се случуваат такви некои работи, тоа ти е веќе нормално, се навикнуваш од мали нозе. Кога доаѓа тој период кога ги прашаш всушност родителите зошто не се заедно? Кога гледаш дека останатите нели имаат поинаков живот? Мислам дека кога ќе станеш малку посвесен како дете на свој некој 5-6 години, дека тогаш почнуваш да прашуваш. Начинот на кој што ти го презентираат родителите тоа многу значи како ти ќе го доживееш, иако е секако претпоставувам дека е траума тоа. Јас многу имам работено на себе во врска со тоа. Меѓутоа сум многу благодарна и на двајцата, на мајка ми и на татко ми, бидејќи тие многу добри другари беа до самиот крај. И никогаш немало никакви расправи, секогаш биле окей, секогаш гледале дали да бидат во синхронизација во однос на моето воспитување, иако двајцата се сами по себе многу различни. Меѓутоа, многу добри родители биле. Секој онолку најмногу кој што знаел, сите грешиме. Никој не се раѓа како родител. Да. Така, што помисли прво кога дозна дека имаш меланом? И како го надмина сето тоа? Да, не знам, многу откачано чувство е тоа, многу лудо. Кога седев во ординацијата, докторот, пластичниот хирург кој што ме оперираше, он почна да се смее и ми вика: ај, доста драматизираш, веќе ништо не ти е, млада си ти, како што кажа, ги зема документите и само направи а излезете сите надвор, ти седни. Кога го кажа тоа, ја знаев. Целата соба ми се заврте, значи мислев дека ќе се онесвестам, им реков: ве молам, отворете прозор. Значи буквално мислам дека цел живот вака ми помина пред мене. Најлошите работи што може да се случат ги помислив. Може вака брутално ќе звучи, дури погребот си го замислуваш, мислам, тоа е стварно страшен момент, да. Меѓутоа се прибрав. Самиот доктор беше многу окей, ми објасни дека е на почеток, дека не е страшно, после се испостави дека немам во крвта, дека е само инситу на местото. Ми направи уште една операција да се осигурат дека нема нигде во здравото ткиво, немаше. Од тука сега па натаму беше психолошката борба. Имаше еден период во кој што јас не можев да вежбам, бидејќи тоа беше на главата, има фрезови. Многу падна психолошки, многу читав. Се обрати на некој стручно лице и кој беше најблиску тогаш до тебе? Со мајка ми бев. Мирко исто беше најблиску до мене, он доста ми помогна во тие моменти. Откако се рехабилитирав и почнав да вежбам, веднаш ми беше подобро. Тоа беше периодот кога јас, мислам, тоа јавноста не го приметила. Јас не сум била никогаш ван форма, јас тогаш излегов од форма. Се разочарав многу, меѓутоа работев на себе, јас сум во принцип многу голем борец. Меѓутоа на сите луѓе кои што преживуваат вакво нешто, само можам да им кажам да не се противат на емоциите. Секако ти негативните емоции мора да ги преживееш и тоа нема тие... Мора да излезе од тебе. Тие глупости, слушај, биди позитивен, апсолутно не е точно. Значи, треба да го преживееш тоа на твој начин, меѓутоа да не заглавиш во тоа, да работиш на себе и да може да го надменеш. Една од моите најдобри другарки ми вика: леле, човече, вика, ти се дивам како го проживе ова, и после тоа кога се освестив, буквално се освестив, за животот се освестив, дека е толку многу убав, со сите мани. И дека никогаш тие најтешки задачи ги добиваат оние кои што се најсилни. Дефинитивно да. Така, и сега се чувствуваш многу, учиш повеќе на собствени грешки или на туѓи? На собствени. На собствени. Мислам дека не е исто. Дека на собствени е многу поголема тежина има тоа. Така. Ти се случило да повториш грешка која веќе си ја преживеала? Во принцип, кога бев малку помлада, да, сега не. Сега секој искуство, посебно за себе, ново, различно. Мислам дека сега сум толку искусна во однос на читање на луѓето, како скенер сум и сум многу интуитивна. Интуицијата секогаш ме водела и ме вадела од многу лоши ситуации. Тоа нема секој таква да, способност во секој случај. Што е оно освен спортот што те прави среќна и сакаш да го правиш?
Сакам да цртам, се уште така си цртам, иако во последно време морам да признам дека имам некој многу голем блок во однос на тоа. Сакам да играм многу. Сега планирам да се запишам на некој танц. Сум модела исто 8 години, вежбав модерен балет. Тоа е така, многу ме релаксира. Сакам да излегувам, клаберка сум, технаџика, журки, тоа ми е така, ме опушта многу. А што те прави тажна? Што ме прави тажна? Кога последен пат си плачал? Предпоставам дека добро, смртта на татко ти сега е често, мислам Тогаш. брзо. Но дали има некоја ситуација која, не знам, и од среќа можеби да заплачеш? Колку знаеш тоа да го направиш? Од среќа обично на надпревар плачам. Најмногу ме прави тажна неправда. Без разлика дали е на мене неправдата нанесена или на некој друг, бидејќи јас многу се соживувам со другите луѓе. Неправда е нешто што може многу тажно да ме направи. Најмногу што може да ме повреди, предпоставувам љубов. Тука сум доста емотивна, Тоа не иако се учи не со годините делам. и со искуство. Па да, различно ги восприемаш работите, различно ги прифаќаш, точно, меѓутоа колку години да имаш, ние сите кога ќе сакаме или кога ќе се Тоа е најголемата заљубиме, слабост. апсолутно, не знам дали има човек што не може да подлегне на тоа. Не постои такво нешто. Сега во моментов си заљубена, срекна? Во моментов не сум со никој, сингл сум. Не. Значи сега на статус кво. Статус кво да, меѓутоа сум посветена на некои други работи, сега моментално на кариерата, така да тоа си доаѓа најмалце кога го очекуваш. Не можеш да го бараш. Да, нема, и да планираш. апсолутно. Така, рече дека е 14 години Тринити, така? Да. Сега веќе не е Тринити, не си барем ти дел од Да. таа приказна, сега е ребрендирана во Ребрендирана, Тринити, да, така. Да, зошто после толку години нешто друго? Па и вака, поинаку? ние бевме две партнерки, нели, јас и Јасна, го теравме процесот поточно 10 години заедно, после го водевме клубот во истиот простор, меѓутоа со две различни фирми, функциониравме окей додека функциониравме, секој си тргна по свој пат, не ни се подудрија патиштата и кога еден ќе отиде навам, еден навам, исто како врска и брак, едниот ќе порасне на еден начин, другиот на друг начин, природно мора да се разделиш, ништо нема, тука не може да се форсира. Јас отидов многу професионално, на многу друго ниво. Таму се вежба само рекреативност, кроз мислам апсолутно поинаков концепт имаме двете. Не најдовте заеднички јазик за Па понатаму? не, јас сакам да растам во се што правам, сакам да се надградувам, сакам да учам. Ако тапкам во место, тоа ме гуши, апсолутно не можам да опстоам во таква средина. И решив да отворам поголем фитнес клуб на кој што работев летово на тој проект и се уште е во фаза на финиш. Почнати сме со работа неофицијално, официјално од наредната недела, евентуално за 2 недели. Во центарот на Во градот? центарот на градот, кај што беше бившо Јукан, поточно до градска болница. Во КИЦ, фактички во културниот центар Кочараци. Има се повеќе заинтересираност за фитнес? Да, апсолутно. Гледам дека луѓето сакаат да вежбаат, иако не сме некоја дисциплинирана нација. Тоа е најголемиот проблем. Да, како што кажавме, луѓето си сакаат да си влезат во кафанче, како тоа да им е, мислам дека општеството е така во многу лоша фаза сега и дека луѓето мислат дека ако отидат во кафана и се напијат, дека се ќе забораат, ама не е така. Напротив, ваквиот лајфстайл, ако вежбаш, тоа може повеќе да ти помогне, отколку не викам дека Поголем не треба. бенефит има за здравје во Не секој викам дека и тоа не треба, треба баланс помеѓу едното и другото. Меѓутоа на добар пат сме, гледам дека луѓето сакаат се повеќе да вежбаат и да Особено се... после Нова година сите почнуваат за до јули. Да, има бидат така нели? едни стереотипи во однос на тоа кога ќе заврши летото, леле, 200 кила имам брзо да ме упреш. Или после Нова година, после сите тие новогодишни празници. Така. Нема стоп, мислам, јас постојано сум
во сала. И ја некогаш знам период од годината да дадам издишка, меѓутоа треба да направиш баланс колку, кога, како и тоа апсолутно да не отстапуваш од тие работи. Ригорозна си во некои одлуки такви? Тоа ми доаѓа природно. Кога се спремам за надпревар, да, и апсолутно ако има на масава нешто за јадење или за пиење, не го гледам како опција, бидејќи целта за која што го правам тоа е многу поголема. И не е само самиот надпревар како надпревар, дека јас ќе застанам и нешто ќе освојам, туку дека јас сакам да оставам нешто позади себе, поготово на јавноста, на младите, да бидам добар пример за здрав живот, за јак карактер, за како треба да не се откажуваш, бидејќи мене фитнесот и бодибилдингот многу ме научи за животот, многу, сериозно многу. И затоа си јак. Да. Во многу ситуации. Ментално те прави појак и ти дава насока како понатаму да се справиш со сите животни предизвици кои што доаѓаат во животот. Колку надпревари биле до сега? Леле, сега престанав да ги бројам, ама мислам дека повеќе од 40. Да, баш доста. Да. Кој е најголемиот успех? Најголемиот успех беше светското првенство 2024 лани во месец декември во Токио, во Јапан. Да. Кој е место? Трето, да, бронзен медал. Секоја чест. Секоја чест. Што е следно како предизвик од тој поглед за некој надпревар? Сега пак има бидејќи после светско. Да, сега пак има светско првенство. Истото, меѓутоа сега ќе се одржува во Шпанија, во Санта Сузана. Требаше во Кина, меѓутоа самата држава не им дозволи да се организира надпреварот тамо, што за мене е олеснителна околност, бидејќи тоа патување на таква диета е малку голем предизвик. Со тоа што јас лани бев сама, немав ни делегат ни никој. И беше многу интересно искуство. Сега е уште поголем притисок, бидејќи лани бев трета, сега треба или да го направам истото место или подобро тоа. Мислам, голем психолошки притисок. Сега искуство како сето тоа изгледа. Да, прв пат е многу потешко. А кој беше прв? Прв беше една девојка од Финска. Финска важи за земја во која што има најдобри боди фитнес атлети. Боди фитнес е мојата категорија. Втората беше од Германија, девојките се прекрасни, мислам, ние и приватно вака сме многу окей, сите се дружиме. Нијанси беа во прашање разлика, пак ќе кажам, тоа е пак некој субјективен дел на судиите што одлучуваат. И среќа можеби. Среќа секако. Среќа најмногу. Во најдобра форма да си некогаш, не е пресудно тоа колку среќата. Колку среќата, така. Колку веруваш во Бога, Катерина? Јас сум духовна, меѓутоа не сум религиозна. Што значи тоа? Тоа значи дека верувам во Бога, во универзумот и знам дека нешто има, меѓутоа религија како религија, мислам дека тоа е така создадено малку да не контролира. Сега може некој ќе ме свати погрешно, може некој нема да ме поддржи во тоа, меѓутоа тоа е моја лична сваќање, да. Така, спомена која е твојата мисија, зошто ова се го правиш и затоа си толку успешна во она што е твој сон и ја живееш твојата желба, твојот сон, но кој е твоето животно мото за крај? Што нешто те води? Она што ме води? Љубовта. Да се сакаат луѓето, сакајте се, искажувајте ги своите емоции, можам тоа да го порачам на сите, зашто некогаш може да биде доцна, без разлика дали се работи тоа за животен партнер, за родител, за брат, за сестра, за фамилија. Значи, мене љубовта спрема светот, спрема животот, најголем двигател. Да. Така, јас се надам дека ќе успеш и понатаму и ќе ги реализираш сите овие работи кои ти се зацртани. Благодарам. Сигурна сум дека нема да стагнираш после се ова што го слушнав. Драго ми е што ја сподели твојата животна приказна со нас и се надам дека ќе бидеш добар пример за сите оние кои сакаат здраво да живеат и секако да се занимаваат со овој спорт. Ти благодарам уште еднаш за одвоеното време. Ти благодарам, Катерина, ќе им се да благодарам и на нашите гледачи и се гледаме повторно, знаете кога е следната сабота во 17:45.